Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот 15 минути. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин, кој на едно место ви ги сумира сите случувања од изминатата недела на светот на интернетот. Во оваа емисија се разбира доминираат темите кои се поврзани со политичките преговори кои ги водат четирите најголеми партии во Македонија, преговори кои треба да резултираат со создавање на еден вид на влада во која ќе влезат и дел од опозицијските партии и на крај се разбира со предвремени парламентарни избори во април. Но како што е познато на јавноста, овие преговори закочија околу неколку прашања. Ќе видиме како ќе се одвива целата таа ситуација, кога ќе има целосна завршница. Сега одиме првин со реакција на американскиот State Department. State Departmentот вели: испуштен е клучниот рок. Ги охрабруваме македонските лидери да го надградат напредокот што веќе го постигнаат со имплементирањето на политичкиот договор од 15 јули, кој всушност представува најдобар начин за излеза од кризата и за отворање пат за кредибилни избори во април идната година. Партиите го испуштија клучниот рок да се согласат по сериозни прашања поврзани со формирањето влада, заштита на така наречените свиркачи и заштита на приватност. Ова го изјави портпарол на State Department Џон Кирби. Се надеваме дека работните групи ги продолжуваат разговорите. Сите инволвирани страни на прво место ќе ги стават интересите на државата, воедно повторувајќи ја нивната определба за интеграција на Македонија во евроатлантските структури. Од State Department исто така кажаа дека политичките партии во земјава не треба да се обидуваат да влијаат или да го попречат извршувањето на задачите на специјалната обвинителка и дека треба да и се обезбеди ресурси и персонал кои таа одреди дека се потребни за да го исполни нејзиниот мандат. Тоа е тоа соопштение на State Departmentот, а на ова веднаш реагира новинарот Бранко Тричковски, колумнист, познат по неговиот остар јазик, кој сега се обраќа во негов препознатлив стил. Тричковски пишува на Facebook, на својот профил, од каде често ги праќа пораките, и сега вели: Ало Вашингтон, ние немаме лидери. Ало State Department, ние немаме лидери. Имаме еден микс од лудаци, апашишта, поглавици на растурени племиња и злосторници. Или сменете ги адресите на оние кои се однесуваат вашите обраќања, или сменете ги нив, или сменете ги соопштенијата. Да се надевате на нешто од тие што ги викате лидери е небосмислено отколку да побарате од македонските астронаути да не патуваат на Марс, туку да го фатат со ласо и како теле на тексашки ранч да го спуштат во орбита околу Македонија. Тоа го пишува Тричковски, а доста аналитичари, коментатори се занимаваат со она што може да се случи доколку Македонија ги пробие сите рокови и доколку политичките партии на крајот не успеат да постигнат договор и доколку се разбира пропадне договорот од пржино. Една од оние опасности е Македонија да ја изгуби препораката за членство во Европската унија, но и низа други чекори кои би можеле да имаат негативно дејство во однос на меѓународната изолација на државата. Одиме со еден напис кој е објавен во Фактор и кој вели: Тешко со хан, потешко без него. Дали Груевски ќе биде изолиран однадвор и политички самен однатре? Значи, тоа е текст на Горас Чомовски. И тука, еве, коментира Башкин Башкију од Институт за креирање на политики и добро владење. Меѓународната заедница ќе ги користи сите инструменти што и се на располагање, вклучувајќи и опцијата да го одземе кандидатскиот статус на Македонија. Во моментов државата нема стабилни институции. Со оваков систем и со оваква поделена моќ, само кон одредени политички партии ќе имаме постојана криза. Ова може да се реши само под притисок на граѓаните, а не на странците, вели Башкију и додава: Меѓународните партнери и спонзори на диалогот за надминување на политичката криза во земјава ќе комбинираат сет од нов дипломатски притисок пред се кон младината коалиција. Изјавата на Ахмети дадена во Тирана, дека дуи самиот лидер на интегративците испратил во политичка пензија тројца СДСМовски премиери, пошто нареде Груевски,
е директна порака за конечно дистанцирање од ВМРО-ДПМНЕ. Не се исклучени и ефикасни финансиски притисоци во два правци, затворање на странски финансиски пазари и замрзнување на кредитни линии од комерцијални банки, што владата главно ги користеше за пополнување на буџетскиот дефицит, вели Башкин Башкиу. А во колумна на Ненад Мирчевски, објавена на Република, преобјавена од Курир, тој вели дека предавниците не можат да бидат свиркачи. Тоа е таа колумна. Инсистирањето на опозицијата да се донесе посебен закон за заштита на така наречените свиркачи е само уште еден доказ дека аферата бомби е добро подготвено сценарио на надворешни центри на моќ, според кое по исполнување на главната цел, уривање на власта, треба да се спасат од кривична одговорност домашните актери во драмолетката преку законски решенија што се надвор од секоја правна логика. Дека станува збор за сценарио, а не за случајност е повеќе од очигледно. Потребно е само да се освежиме меморијата за писанијата на медиумите под контрола на Заев од април годинава, кои што тогаш го опишаа расплетот на кризата повикувајќи се на тврдење на анонимни дипломати. Американски дипломати ќе испорачаат пакет подготвен од Вашингтон, кој содржи барање за оставки на компрометирани државни функционери, формирање преодна влада со широка политичка основа, затворање на отворени кривични случаи со општа амнестија и прекин на кампањата на отворени кривични случаи и прекин на кампања на објавување аудио снимки од илегални преслушувања. Всушност, тоа беа сите барања што во моментов јавно ги презентираше и Зоран Заев. Тоа го пишува Ненад Мирчевски. А сличен став за она што следи во Македонија и за тој притисок кој ќе биде насочен кон владачката партија има и Исмет Рамадани, само за разлика од Мирчевски, за Рамадани тоа е позитивна работа, позитивен момент и според него тоа ќе значи една разврска која ќе оди кон почитување на правната држава во Македонија. Еве го текстот, насловот е Рамадани, доаѓаат казните, партијата на власт ќе биде најмногу погодена. Како се ближи крајот на оно што значи имплементирање на договорот, партиите ги фаќа нервоза, особено ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски, а тие ќе продолжат со обструирање за да купат време да се извлечат од ваквата ситуација. Тие се главни актери на изместувањето на евроатлантската интеграција. Тие се минувни за криминалното владење и корупција што има во извештаите, а сега доаѓаат и казните. Партијата на власт ќе биде најмногу погодена. Мислам дека Соединетите Американски држави и Европската Унија, кои го менаџираат процесот, ќе доведат до тоа Македонија да се врати на вистинскиот колосек и крајно договорот мора да се имплементира. Тоа го пишува Исмет Рамадани. Емисијата ја продолжуваме со сет на колумни на, можеме да кажеме, новинарските тешкаши во Македонија. Се разбира, сите тие колумни се посветени на оно што се случува, тоа се политичките преговори и политичката криза. Првим почнуваме со Ерол Ризаов. Колумната, значи, е објавена на неговата страница, неговиот блог, од каде што Ризаов ги објавува, и сега вели од бетер по бетер. За се е лошо што се случува во земјата, секогаш е друг виновен. Така ќе биде и овој пат, ако Македонија биде прва земја на која е одземен кандидатскиот статус, или не добиеме препорака за преговори со Европската Унија. Груевски и владата, партијата на власт и незините трабанти на целогласки алармираат дека за тоа е виновна опозицијата, бидејќи не дозволила уште еден 10 годишен мандат на власта и не се согласила да се осакати специјалното јавно обвинителство. Опозицијата, замислете, не се согласува да се судат луѓето кои храбро им ги предочиле на јавноста злоупотребите на власта, организираниот криминал и незаконската пресметка со политичките противници, местенките за апсење на политичари, новинари и сопственици на медиуми,
Опозицијата не се согласила нивните министри и заменици во заедничката предизборна влада да бидат фикуси, туку барале активно да учествуваат во одлуките кои се однесуваат до изборите или засегаат во изборниот процес. Тоа го пишува Ризаов во колумната од Бетер по Бетер. За специјалното јавно обвинителство, но и за јавното обвинителство, веќе постоечкото на Марко Зврлевски, пишува и Сашо Ордановски, кој вели дека е смешно што Зврлевски кажал дека специјалното јавно обвинителство е политичка творевина, а обвинителството кое го раководи Марко Зврлевски не е. Колумната на Ордановски има интересен наслов: Марко, Марко, ке те апне Шарко. Со изјавата дека неговото јавно обвинителство не е политичко, а дека специјалното обвинителство е политичка творба, навредената и понижена појава на јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски автоматски се пласираше во финалето на годинешнава златна бубамара на годината во 3 категории. Прва, за јавно соопштен најдобар политички виц на годината. Втора, за највиснати мустаки на годината. И трета, за тотално губење на личниот и институционален кредибилитет на институцијата што ја представува. Во сите категории годинава конкуренција е силна, например, кој ќе може да го победи Груевски во категоријата политички клов на годината со неговите комични настапи на пресконференциите, за аферата со прислушувањата, за странските служби и за жолтите комбиња. Но Зврлевски има основа да се надева дека заслужено ќе се закити барем со едно-две од овие значајни општествени признанија. Бидејќи да тврдите дека специјалниот обвинител, избран од сите партии во собранието, е помалку легитимен од јавниот обвинител, избран само од партиите на власт во истото тоа собрание, само ги доведува во прашање резултатите од последниот систематски преглед што сте го направиле. Значи, прилично остра колумна на Сашо Ордановски. Положуваме со колумна на Миленко Неделковски, објавена на неговиот портал Дудинка МК, каде што Неделковски се обраќа и до партијата на власт, до ВМРО ДПМН, и за кој вели дека тие немале мандат да преговараат за овие остапки што ги прават. Насловот е ВМРО макијавелистичка, значи се алудира на Николо Макијавели. Свесни ли сте дека македонскиот народ не ве гласаше да се пазарите со СДСМ и да сте послушници на Бели Јорав? Македонскиот народ ве гласаше затоа што го чувате името, ја цените историјата, ги чествувате хероите, делите субвенции, градите, разубавувате, вработувате, работите дење ноќ, остварувате она што го ветувате. Во вашата програма немаше точка дека ќе штитите некој ваш оговарач на телефон наместо да работи, немаше да му попуштате на заев до бесвест. Немаше дека Бели ќе ви кажува какви лидери треба да сте. Немаше дека ќе правите влада со министри од СДСМ. Тоа во програмата надградена никаде го немаше. На митинзите не го кажувавте. Може би оваа програма што сега ја гледаме е осовремена, но народот за неа засега не знае дека сте имале таква, пишува Неделковски. Продолжуваме со професорот Јове Кикеновски, кој овој пат зборува дека ако преговорите не успеат, време е да се вратиме чекор назад, како што вели тој, но назад временски кон она што веќе се случуваше, и Кикеновски порачува време е за улична демократија. Не е прв пат да ја видам недоследноста на политичката сцена кога за тесно партиските интереси не постои спремност да се проблематизира суверенитетот, интегритетот и унитарниот карактер на државата. Се оди дотаму да им се дозволува на странците да не кажуваат кого да бираме и зошто да бираме.
Оно што е уште пострашно е тоа што договореното не се почитува, со што го губиме кредибилитетот кај меѓународната заедница и не би ме чудело ако таа преземе поригорозни мерки. А по целиот тој процес во кој преговорите се закочени на социјалните мрежи, на интернет, но и преку колумни и анализи се јавија доста граѓански активисти кои исто така порачаат дека сега е време опозицијата комплетно да ги прекине преговорите, бидејќи според нив власта не го почитува тоа што веќе е договорено и дека е време опозицијата да се врати на протести. Еден од оние кои го заговараат тоа е граѓанскиот активист Џелјо Хоџики. Хоџик сега пишува во колумна: треба да се објават бомбите од кои режимот има уплав. Не смее да се прифати закон за необјавување на бомбите кои опозицијата досега не ги испукала, макар тоа да бил изговор да Груевски и Ахмети го растура договорот од пржина. Прво и основно, таквиот закон е неуставен, а опозицијата не смее да се дозволи да влезе во пракса да со нејзиниот глас се носат неуставни закони. Од уставот Палома Хартија направи власта, опозицијата не смее да биде соучесник во такво нешто. Максимумот до кој СДСМ смее да оди е самата да се обврзе дека нема да објавува бомби. Второ, можеби некој од свиркачите ќе најде начин да достави необјавени бомби, со големи криминали до дел од малкуте критички настроени медиуми и новинари, како што нашле начин да достава до опозицијата. Јавниот интерес на тие медиуми и новинари сега им дава уставно, законски и морално право да ги објават тие криминали. Опозицијата со облегување во договор кој на медиумите би им го ускратил законското право да објавуваат необјавени бомби би изгубила довербата кај дел од граѓаните кои се спремни да се борат против груевизмот. Закони кои кршат устав, ДПМН и ДУИ нека се носат сами. Тоа го пишува Џелјо Хоџики. А еден фейсбук статус на професорот Ѓорги Спасов привлече огромно внимание во јавност. Имено професорот Спасов состави толковник за, како што вели премиерот Никола Груевски, се разбира се работи за еден ироничен текст, но текст кој има сериозни обвинувања. Професорот Спасов пишува: толковник на соништа за Никола Груевски. Никола, ако го сонуваш Кежаровски, ќе те апсат припадници на специјалните сили, ноќе пред твоите деца и пред жената и ќе те одведат во притвор за нешто што си кажал или напишал пред 5 години, пошто ќе бидеш осуден на најмалку 5 години затвор. Ако го сонуваш братот Љубе Бошковски, ќе те апсат во некој ресторан, па потоа ќе те легнат пред камерите од сите телевизии на улица, во наводници како говедо и со користење на заштитен сведок кој ти дава пари, ќе те осудат најмалку на 7 години затвор за нелегално финансирање на партијата. Ако го сонуваш Велија Рамковски, ќе бидеш фатен во некоја криминална пајажина, ќе бидеш осуден на 12 години затвор, а заедно со членови на твојата фамилија и соработниците ќе добиете вкупно 108 години затворска казна. Ако го сонуваш Фија Цановски, ќе ти уриваат еден од 4 стана на Мама Нада со оние модерни волови и со динамит, ќе ти тече низ панталоните, ќе му и нудиш на Заев партијата само да не ти го уриваат станот. Ако го сонуваш Иво Санадер, ќе те уапсат во странство, ќе ти се суди за корупција и перење пари преку Република и Тотал Маркетинг, ќе те осудат на 8 години затвор и да ги вратиш сите украдени пари. Сега овој пост на професорот Спасов е прилично долг, значи има 54 точки. Многу е долго да се прочита во емисијава. Сите оние кои сакаат да го видат цел, може да го видат на Facebook профилот на професорот Спасов. А уште една од работите која беше актуелна се уште изминатата недела е посетата на лидерот на СДСМ Зоран Заев на Израел. Се разбира, околу оваа посета се изродија низа контроверзи. Првин дел од медиумите и порталите го обвинија Заев дека таа посета не била на државничко ниво, дека тој таму бил како турист. Тоа беше демонтирано од страна на СДСМ, бидејќи председателот на СДСМ се сретна
со претседателот на Израел, со министерот за внатрешни работи, со заменик премиерот, а од друга страна, по посетата на Заев, неговата изјава дека добил некои чувствителни материјали од Израел, кои може да бидат искористени за доказ во постапка во Македонија, исто така предизвика реакција од страна на Израел. Тие кажаа дека на разговорите со Заев не се разговарало за бомбите. Еве една колумна во однос на ова, пишува Сашко Кукулев, објавена на Курир, и вели: денот кога се смееше ѕидот на плачот. Од последниот дебакл во Израел, преку живи луѓе ке јадеме и акцијата по €1 за вицето, во светата земја се случило чудо, кое засега не е многу експлоатирано во јавноста. Добрите познавачи велат дека ѕидот на плачот се расплакал од смеење кога ја слушнал информацијата за набиената агенда на Муртинскиот аџија и неговите интензивни холограмски средби со сопствена проекција на сите наивни заменски форми од глаголот сакам. Ни дома не е ништо подобро од веќе виденото боричкање по средношколците и студентите, на кои веќе годинава ќе им се гради нов студентски дом, и безидејноста која хронично ги надјасала дезориентираните остатоци на македонската квази социјалдемократија, овој октомври ќе се памети и по очајниот плач од зад вратите на европските канцеларии, во кои се плука по македонското достоинство и се гази она малку човечки дигнитет останат кај дел следбениците на Муртинскиот аџија. Тоа е тој текст. А изминатата недела на социјалните мрежи имаше доста реакции и по однос на една изјава на премиерот Груевски, во која се собираат две суми и во кои на крај премиерот Груевски кажува погрешна сума, се разбира дека најверојатно се работи за лапсус, нема објаснување, но веќе тој лапсус инспирираше ни за колумнисти, ни за коментатори да напишат колумни кои се поврзани со бројки. Ова е од градоначалникот на Центар Андреј Жерновски. Колумната на Жерновски има и таков наслов, значи математички, се вика Равенка. Познато ни е дека токму во последниот месец, од 7 до 28 септември, владата доби одлична идеја обиколницата да се затвори на точно 21 ден и да се издаде на француско филмско студио. Сумата која е добиена од студиото е 17,5 милиони денари, не евра, не долари, денари, во превод нешто помалку од 280.000 евра. Оваа скромна или подобро речено символична сума за едномесечно гушење на главниот град ќе биде насочена во реконструкција на државните патишта. Како мала споредба, пред 15 години, за време на снимањето на вториот дел од филмскиот хит Матрикс, продуцентите барале да изнаемат автопат на кој ќе снимале една од акцијските сцени. Откако не го нашле, решиле да изградат, тој потфат би чинел 40 милиони долари. Познато ни е дека бројката на сообраќајни несреќи во последниот месец стана загрижувачки голема. Сетете се дали има ден во кој нема една тешка сообраќајна несреќа, пешаци, велосипедисти, никој не е безбеден. Еве една статистика за сообраќајки која собрав од интернет и се однесува во периодот кога беше затворена обиколницата. Тогаш имало 94 сообраќајни незгоди, 66 повредени и 2 загинати учесници. Тоа го пишува Андреј Жерновски. Продолжуваме со колумна на Венко Глигоров, која се однесува на евроатлантските интеграции и која гласи: сакам неќам во ЕУ и НАТО, сега никој не те прашува. Ако владата се декларира дека сака во Европската унија и НАТО, тогаш секако треба да работи според нивниот дрес код. Тоа не е мешање во македонската внатрешна политика на меѓународната заедница, тоа е барање на меѓународната заедница за Македонија да се прилагоди на истата таа заедница во која сакаме да влеземе како земја членка. Тоа значи дека за да влезеш во некој клуб, условот е облеката да ти биде свечена,
а ако ти се појавиш во тренерки, нема да те пуштат да влезеш. Тоа го пишува Венко Глигоров. И емисијата ќе ја завршиме со два последни текста. Значи, еден е на Слободен печат, кој вели дека според информации на Вестникот, во Министерството за внатрешни работи на големо се менуваат началници и раководители на сектори пред доаѓањето на министер од редовите на опозицијата. Ова според информациите на Вестникот се прави за да се парализира работата на новиот министер, а тие началници не требало да ги слушаат неговите команди. Началници во МВР се продолжија живот пред да им дое опозицијата е насловот. Владата на големо се подготвува за новите министри и заменици министри, кои според договорот од Пржино треба да дојдат од редовите на опозицијата. Односно, изготвува разни планови и решенија со кои би ги блокирала кадрите на СДСМ. Денови во Министерството за внатрешни работи се подготвувале нови систематизации, како издавање нови решенија на веќе именувани началници, со кои нема да може да бидат сменети во наредните 3 месеци. Имено, станува збор за измени во некои одредби. На овој начин, велат нашите извори, ќе се блокира новиот министер кој ги биде назначен од СДСМ. Односно, тој нема да ги почитува новите решенија, а луѓето на власта нема да ги напуштаат своите канцеларии, со што ќе настане вистински хаос. Тоа го пишува Слободен печат. А емисијата ќе ја завршиме со статус на Јасмина Ангелова, значи сопругата на Стојанче Ангелов, која исто така имаше и судски процес против полицаец кој го обвинуваше дека ја удрил за време на демонстрации. Ангелова напиша дека тој воопшто не се појавил на суд, а сега пишува и за овој процес, за обвинува исто така за менување на кадри и за ставање на непрофесионални кадри во Министерството за внатрешни работи. Уште колку партиски послушници ќе пикнете во МВР додека преговарате, прашува Ангелова. Додека чекаме да заврши долгава ноќ на натегање со веќе видените монструми, да ги забележам овие директни гласени од срцето на МВР. Лично неуставниот министер Митко Чавков во Министерството за внатрешни работи во недела 18.10 во 14 часот поделил решение за работа на околу 50 нови инспектори донесени без конкурс, само со писмена согласност од местните штабови на владеачката ВМРО-ДПМНЕ. При врачувањето на решенијата им било нагласено дека сето ова што го прават пред самиот избор на новиот опозицијски министер е нелегално, но на нив мора да им се одолжат заради особени заслуги во партијата. Ова сега го пишува Јасминка Ангелова и се разбира се работи за тешко обвинување. Почитувани гледачи, со овој текст ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата следете секоја среда во 19 часот и 15 минути. До трета порта исто така дојдоа некои укажувања дека во емисијава нема понекогаш не се читаат некои колумни кои се забележани во неделата која изминува. Се разбира дека тоа веројатно е случај, затоа еве ги повикувам сите оние кои имаат добри колумни, кои имаат добри коментари, добри анализи, па може да се каже и коментари на социјалните мрежи, на Facebook, тоа да го направат, да ја контактираат трета порта преку Facebook, пратете ни слободно порака, ќе ја видиме и се разбира дека вашите текстови така ќе допрат до гледачите. Не го заборавајте ни мотото на трета порта, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете и со програмата на 24 вести.